Влегуваме во страшна акција. Имаше еден пајак, не е за фраканција. Видеото започнува видно испаничено. Сега си ја скршив ногата. Ова се случува ако 3 месеци немаш фатено камера во рацете. Иако ме немаше 3 месеци, јас се уште сум тука, постојам и фигурирам во општеството. Ова е 8-то светско чудо, се случват чуда, јас сум повторно со камера во рацете. Ова ќе биде влог после толку многу време, со различни рандом случувања, како што имало и претходно такви влогови. Чичко човек си е се уште со мене и си се дружиме. И после толку време уште е тука Чичко човек. Така да може и вие да си се дружите со Чичко човек и може да си го купите на ib.mk Instagram профилот. Дали јас требаш да се вратам на YouTube после толку време? Дали ја продолжам да снимам? Да ве воведам дека моментално е распуст 16 јуни. Јас тука треба да едитирам. Само не е видео за мене. Дали го памтите вие ова маче? Ова маче најубо. Го чека таму вечерата. Шо е ова маче? Шо е ова? Ајде ти се бика. Исчезна. Maca is looking at the mother nature. Is that right? Кити? Како си гледа одгоре? Мумавка на мачорите. Кај е другарите, Мацо? Да не те чека пред зграда? Маца ќе врни, нема излегвање. Ајде, поздрав. Рендерирање видео како и секогаш. Иначе ова точка тука е затоа што денес ја скршив глата. Кај што учествувам еден проект за училиштето кај што учам јас, се чукнав глата од 3D принтерот, што ние го работиме. Буквално ми падна едно топче и јас да се наведнам да го земам и глата се чукнав во ваков ќош од принтерот и сега го јам ова, што ако го допрам се случва тоа и малце боли. И чудно изгледа. Како и да е, апдејто беше дека утро одам штип и ќе бидам една недела во штип. Зошто ти се наоѓаш тука? Веројатно го бара мирот настрана од мене. Спакува се за 5 секунди. Goodbye, кити. Да видиме што е работата. Because of this we have you remove your... We know this is probably very upsetting news, but it's our job to make sure that YouTube is a safe place for all. If we think a channel severely violates our policies, we take it down to protect other users on the platform. But if you believe we've made a wrong call, you can appeal this decision. Целата работа кај мене е што во текот на денот и во текот на моето обстојување многу рандом проблеми се јавуваат. И денес е еден од тие денови. 11:30 на човек што се познавам, што има канал со неколку стотин илјади сабскрајбери, му го избриша YouTube канал. Од нигде никаде. Како е тоа можно? Немам коментар. Да, ама нема причина, една причина јас не гледав зашто може да направи таква работа. Чао. Како може? Пред 5 минути кажа дека каналот му го избриша на човекот. Сега каналот е вратен и постои. Грешка на YouTube било. Јас YouTube шопре стварно не знам, значи да проверам дали мојот канал е жив. Немам порака дека ми е избришен, вајде да постои. Ако излезе ова видео, значи мојот канал е тука. Надвор е прекрасен ден. Иако тоа нема никаква врска со тоа што сакам да го кажам. Сакам да кажам дека за некој сат јас заминувам од Битола, спремни ми се работите, нешто таму, нешто вамо. Тука го аплодам видеото што треба да го испратам, затоа што едитирам не само за мене. За мене не ни едитирав. И да ми кажете дали сакате вакви влогови да снимам што се скрос рандом, баш ме интересира. Дали ја фатив мувата? Ја фатив. Иначе Чичко човек иди со мене, ќе ми прави друштво во автобусот. А јас немам меморија во мемориската, немам друга мемориска, така да ќе треба да се зачува меморија за будучност.
многу се. Ќе ги видиш зато на компјутер. Не ми ноги изговори, јас не сум од вчера. Од кога си тогаш? Од 2000. Да му покажеме ремегделото? Да. Ама треба прво да се објасни како настана тоа. Да објаснам јас? Значи во исто кутивче, пластично, кладе јајца, кладе цреши и друго Малини. и малини. И сега се десе нова манџа. Значи, моментално на малините и црешите има скршено јајце, две скршени. Колку јајца се скршени? Едното е живо, и другото е живо. Две се скршени, две се живи. Кој ќе го јади ово? Ти. Јас? Ти. Ти ќе го јадиш. Не, сега што ги правиме стварно. Ќе ги јадем? Вака? Да. Треба да се вадат секој од тука. Ова најстрашно ми делува мене. Во ништо нема. Па кај да има внатре се гледа дека брзо ше по патот. Има напредок во нашата работа. Апсолутно. Сигурно треба да се измие Да. и ќе пробам да го каснам, да видиме дали има вкус на Другото поинтересно полуто. се напредува во работата и во прочистувањето. Најголемиот проблем ми е ако јајцето најголемиот проблем ми е ако во црешите си има упиено јајцето. И шо вкус ќе има тоа? Let's try. Ајде пробај. Супер. Не, стварно не се осеќа вкусно ништо. Да нема јајце у него. Ова 100% ќе има вкус на јајце. 100%. Ама заедно пробаме па. Да. Некој е најздрав. Ова јас ќе озем. Леле ми течи по рака да ми течи. Каснуваме? Да. Баба малце на јајца. Малце повише. Не беше толку лош, онака беше. Јас не знам што се случува со нас, ама ништо не ни од рака. Ке ги цедев нудлите од тенџерето и ми се истурија нудлите. Од ова златно тенџерче требаше да излезат нудлите и сега има дури толку. Сега треба да ги изчистиме. И тоа е. Ајде. Маце! Кај си ти? Кај си бе, Маце? Сака да го галам. Мачето нагласти ни дојде. Ми сеј си со нас ако не. Ова интернет ги срушва сите рекорди на не на брзина, на спорина. Upload има 0.11. What a beautiful day. Видете колку руси се гледат тук. Локацијата на местото е на Ритонака, буквално последната куќа на Ридо е и многу го се гледа. Ама кога ќе треба горницата нагоре да ја качваме, тоа шич не е убава работата. Јас заборев дека времето му е толку жешко да. Видете ви ову горница. Најголемиот проблем е што после треба да го качам. Сега иди најтешкиот дел, да се качам тука. Буквално излегов да си земам јадење, само затоа што ми беше мака тенџерето да го измијам. Сега која беше потешко се направи не знам. Ова маче буквално почна да стражари тука. А биткоинот доке планира да оди. Падна под 30 и од целата работа ова е најубавиот дел. Ајде, зубозарно. Овој пат нема ни едно слободно тенџере. Значи тавчето е зафатено, мислам валкано, пајнците и другото тенџере. Значи пак ќе треба да се оди да се купува за јадење. Јас сум вратен во Битола. Стигнав денес и што ќе правам ако не седнам на компјутер и ако не едитирам. Абе, ова маче не знае да стане до овој стол. Само спие, само спиеш. Само спиеш, бе, маче. Брат ми излезе прв на трка. Мене не ми се верва. Сега зборав ми кажа дека трчаше брат ми трка од 18 км на Пелистер и излезе прв. 18 км изтрча за сат, 58 минути. 33 секунди. Ова не е можно, Мене стварно не ми се верва дека брат ми излезе прв на трката. А да бидам искрен, јас дека прв ќе излезе на трката не вервам. Ама излезе прв.